Добре да за шкорпиите овде. Здраво шкорпи и ајде да ги толкуваме љубовните пораки кои се за вас и периодот кој следи. Значи, овде ќе зборуваме само за нешта поврзани со љубовта и вашиот љубовен и емотивен живот. Значи, ќе ги толкуваме заедно, тоа што е за вас, ќе го препознаете, нека ве води, тоа што не оставете, не обрнувајте внимание и пред да започнеме, само да ве потсетам да се претплатите, заследете го каналот, лајкувајте, споделувајте, коментирајте секогаш кога имате нешто да кажете или да прашате. Јас сум тука да одговорам. И ајде сега да преминеме на пораките, да видиме што шкорпиите ги чека и со што ќе се занимавате вие во љубовта. Некој дел од вас сте сега во една така непријатна ситуација, затоа што се обидувате да ги држите работите под контрола, затоа што имате чувство дека може да ескалираат во расправија, во кавга, во моменти кога сме лошо расположени, па може да си кажеме што треба и што не треба со партнерот. И сега вие се обидувате да ги држите работите, зашто во секој момент може да избувне сето тоа. И зошто е тоа така? Гледам дека неодамна некој открил нечии пораки. И сега вие можете се најдете на било која страна од приказна, а може би сте тие кои откриле некакви пораки, може би сте тие кои добивале и праќале такви пораки, па сега тој е откриен од партнерот. Значи, нешто се случило неодамна што ја разнишало вашата доверба. Да, имало расправи, имало кавги, имало неубави зборови, меѓутоа одлуката е донесена да продолжите понатаму, затоа што овде не е нешто фатално, некоја грешка фатална, па вие заради тоа да прекинете се досега што имате, но сте одлучиле да одите понатаму, меѓутоа сега одите, да, еве сте, и сега гледате, сте одлучиле, одите понатаму, да, меѓутоа се држите за рака, меѓутоа гледате, погледите какви се, дури како исплашени. Сега се таква недоверба постои меѓу вас, во секој момент сте некој може да се тргне од овде, да замине, да го остави другиот сам. Во секој момент тоа може да се случи, меѓутоа се уште ќе сте заедно и ќе бидете вие заедно. Само треба да ги поминете овие турбуленции, овие немирни води, само да ги поминете и после се ќе биде добро. Да, тоа што се случило, некакви пораки се откриени, кои не требало воопшто да бидат ни допиени, ни пратени, но што е тука е, одлуката е донесена и сега е започнат процесот на заздравување. Сега вие заздравувате. Ја лечите врската, ја лечите довербата која е разнишана. И мислам дека полека, чекор по чекор, вие сега само треба да бидете трпеливи, многу трпеливе, да избегнувате ситуации каде може нештата да преминат во кавга и во лоши зборови. Тоа избегнувајте го. Подсетувајте се секогаш кога можете со партнерот на убавите моменти кои постоеле. И за кратко време нештата ќе почнат да се враќаат онаму каде што беа, таму каде што требаше да бидат, пред да се случи ова што се случи. Значи, секогаш кога можете, навраќајте се и евоцирајте спомени со партнерот за се она што кога бевте среќни, кога се случува убави работи, потенцирајте ги тие моменти, избегнувајте се што е буквално негативно
и работите ќе си дојдат полека на своето. Значи процесот на заздравување. Мора да го прифатите тоа. Што е важно е дека ќе биде се во ред. И сега еден друг дел од вас. Вие се грижите вака. Вие се чувствувате вака. Вие се чувствувате како на карта. Ова е кралицата на сите кралици. Ова е жената на императорот. Таа значи ги поседува квалитетите на сите други кралици. Таа има се. Зборувам таа затоа што картата е представена во женски пол, меѓутоа може и за машко да се работи. Значи вие ги поседувате буквално се. Вие изгледате убаво. Ви зборувате убаво. Вие размислувате убаво. Вие сте способни. Вие сте некој кој може да створи живот, да створи дом, да створи семејство. Меѓутоа, периодов се чувствувате како никој тоа да не го гледа. Вие се грижите зошто вие, олку способни, олку спремни и подготвени, сега да сте сами. И тоа многу ве загрижува, дури до степен до кој не треба и не е потребно. Че треба да сватите дека ова е период каде мора да направите чекор назад и да поминете некое време самите со себе. Немојте во вашиот фокус да ги ставате другите. Затоа што ова е време кое треба да си го дадете себе си. Значи ништо не се случува туку така, се има причина. Прифатете ситуацијава таква како што е. Значи има причина зашто сега сте сами. Значи мора да работите на себе. Мора да во себе да ја пронајдете причината зашто сте сами. Не може никогаш другите да бидат причина. Тоа треба да го сватите. Значи, поразговарајте со себе. Што е тоа што ги прави нештата секогаш да завршат така да вие останете сами? За некого е оваа порака, не знам, не е за многу од вас, меѓутоа за некого е. Може би ова се должи на некаква, да не речам травма, туку на лошо искуство. Може би во минатото вие премногу сте љубеле, но премногу сте сакале некого. Премногу, значи сте се дале, но во некој момент од животот со таа личност за вас биле затворени вратите во неговото срце. Значи, може би тој, го ставил крајот. И вас тоа сега ве натера, ве води секогаш во ситуација да, кога влегувате во некаква врска, да мислите дека до вас се. Не може да ве сакаат, не може, вие не сте доволни, вие не заслужувате да бидете сакани, вие ќе бидете секогаш оставени на крајот колку и да се трудите, колку и да вложите, колку и да можете, колку и да сте. Значи вас ве одвраќаат мислите, тоа да знаете, никогаш не ве одвраќа ништо друго, никогаш не е причината другиот. Немојте да бидете негативни. Немојте да мислите дека уште не влезени во нешто, во вие го гледате крајот. Тоа е проблемот. Уште не почната врскава, вие размислувате на крајот. Работете на тие мисли. Овај период е само за тоа, за ништо друго. Значи многу треба да работите. Затоа што ако сето тоа го отфрлите од вашите мисли, вие би биле многу срекни. Значи, благодете некој да се има некој во животот како вас. Затоа, немојте сами да си бидете себе си пријачка. За друг дел од вас, гледам дека партнерот станал посесивен,
посесивен до неподносливост. Ја следи секоја ваша постапка, ја следи секоја телефонот ви го прегледува постојано, гледа што правите, гледа буквално се што правите сака да знае. Тоа веќе ве оптеретува и некако ви станува товар за да го поднесете и не знам дали колку уште може да го поднесете. Во овој период ќе почнувате да чувствувате нетрпеливост, ќе почнете и да дискутирате малку повеќе на таа тема со него. Не се обидувајте многу периодов, затоа што не е момент кога тој би ве разбрал и ве сватил. Значи, пробајте да издржите, ќе помине, веројатно дека ќе помине, нормално. Но изнајдете решение. Вие бидете сега овде вака попаметниот и изнајдете решение како да му го смените фокусот, наместо да биде така посесивен, туку во фокусот да го стави емоциите и ако толку многу ве сака, да го покаже тоа поинаку, а не на начин како ќе ве попритиска. Вие бидете попаметниот и изнајдете му нему решение. Вие го можете тоа. Затоа и го спомнувам, зашто овде го гледам и тоа и ќе го направите. Да знаете дека има некој што многу ве следи, ве прати, сака да знае. Не знам, овој се јавува буквално во сите знаци до сега што помина и јас гледам дека некој обседнате. Може би, не знам, прегледајте ги другите видеа, може би, ако сте во познак нешто друго, може таму ќе најдете, каде што се среќава овој истиот, што постојано прати, постојано следи, секој гледате буквално, дури и тоа што не може да го види со голо око, сака да најде начин да го види. Буквално обседнате некој. Не знам што значи ова што се јавува буквално кај сите. И сега крајна порака за сите вас, за некои кои сте сами, подалеку ви е партнерот, пораката за вас е дека може би сте физички разделени, но секогаш во срцето и во умот ве има вас, тоа да го знаете, значи чувствата се тука, му недостигате, ве посакува. И уште една порака за крај за сите важи ова: прифаќањето е клучот за внатрешниот мир. Од време на време треба да ги прифатиме работите такви како што се, затоа што ако се обидуваме да ги смениме работите кои се надвор од нашата контрола, тоа апсолутно нема никаква поента и само не води од конфликт во конфликт, од проблем во проблем. Значи, прифатете ги работите такви како што се. Тоа е главната порака за вас. Драги шкорпи, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!